еве на повторно во студиото заедно со нашите гостинки. Ние се обидовме нашиот црташ да го обојме, меѓутоа како што ни кажа Кате, треба неколку дена за да се обои цртажот, Кате. Не веднаш сега одма во моментот. Треба време и како беше со малите пулиња треба со темна боја. Тоа е правилото во фракталното цртање, малите пулиња се бојат со темни бои. Обично тие ги искажуваат и негативните емоции, а големите пулиња се бојат со светли и неутрални бои од палетата на бои. Јас и малите ги со светли. Па тоа е првиот цртеж, е интуитивен цртеж, така е фракталното цртање, а потоа како напредуваме во фракталното цртање, ние цртижите ги дававме на професорката и тоа е корекцијски циклус, каде што ве поправи, каде што треба да достигнете одредено ниво. Колку те споменавте искажување на емоциите, колку некако ги потиснуваме низ времето, брзото живење, верувам дека кога децата ви доаѓаат се многу поискрени и поотворени во искажување на емоциите, а ние повозрасните некако се трудиме и тоа да го потиснеме. Да, децата се секогаш отворени за искажување на своите емоции, меѓутоа детскиот цртеж многу може да се каже за карактерот и моменталната ситуација на детето. Јас ќе кажам едно дете кое што редовно ми доаѓа на работилници. Споделете примерите се најубави. Да, детето имаше проблем со говор, и ниско нивоната самодоверба, децата во училиште го кинеле цртешите едно друго, меѓутоа Лука направи, веќе го истакнал во емисија, многу големо поместување во делот на цртањето. Дури последната работилница ми изненади, имавме цртање на музика, рече наставничке Кате, ќе цртаме на класична музика. Пошто јас ги прашувам дали сакате на некоја модерна да цртаме, рече не на класична музика и многу убави цртежи направи. И детето кога го видов имаше многу, мислам, не е само тоа дете. На кампот имаше многу интересни ситуации со децата. Прво бе изненадени од техниките што ги понудив, особено неурографика техниката е буткаме мало каменче низ целиот цртеж и после правиме патирни, тоа е исто многу популарна работилница, цртаме на музика, на две песни што тие ги слуша. Имавме на 6 формат изработка Мојот ангел чувар, се со цел да се долови духот на кампот. И едниот дел, главната работилница, беше цртаме со затворени очи. На децата, според мене, најинтересната. Така, баш интересно, навистина. Му се подобрили говорот на Лука? Да, Лука е едно дете кое што е сега, мислам, трето оделение. И е многу напреднато во делот на и психолошки, и развојно. Јас сум премногу задоволна. Не е само Лука, и другите деца што доаѓаат. Исто така актуелни се и тинеџерите што доаѓаат, со тоа што ти имаат посебни интересни потреби, да. Изработуваме фрактали на магнети, на магнетна хартија, тоа е исто популарно, цртаме на музика. Имавме цртање фрактално дрво на желби, тоа со две раце, едно девојче многу ми покажа, рече наставничке Кате, ќе да грабнете неколку бојци во едната, неколку во другата, ќе го направите дрвото и секоја желба. Значи, и од децата црпаме измерно идеи и многу други наработилници. Возрастните пак се концепираат кон многу друг вид наработилници, сакаат цртаме со затворени очи, цртаме фрактали на чаши, цртаме уметнички фрактали, изработка на честитки со мотиви од Василий Кандински и уметноста исто е дел од нашите работилници. Браво. И така, многу баво. Споменавте кај Лука самодовербата и говорот, но со што помагате кај возрастните? Колку кај постарите е осаменоста, чувството на дека сме непотребни, може, особено во третата доба, кога ќе завршиме работниот процес, кога ќе бидеме осамени, можеби во домот, без партнер или едноставно се она што некако не обкружува. Како сте помогнале, условно кажано, во вашиот процес на работа кај повозрасно лице? Вака кај возрастните сме помогнале повеќе, обично околу 60 на години доаѓаат и мене затоа и го споменувам тој процес. Доаѓаат возрастни луѓе, со тоа што во делот на емоционалната, дури една господја ми себе прашуваше дали ќе организирам онлайн работилници за другите градови. Јас пуштив објава за онлайн работилници, меѓутоа сите сакаат да се дружат генерално. По ковидот, мислам, физичкото присуство не е неопходно. Да, по ковидот и растот на социјалните мрежи, физичкото присуство и највеќе недостига кај сите генерации, ќе ви кажам, бидејќи сите се зависни од електрониката, а секој сака да си направи муавет. Иначе кај мене возрастните многу убаво си поминуваат, се дружат меѓу себе. Исто така морам да нагласам дека Видра едукација организира и тимбилдинзи во компании. И така, тоа е многу интересно. Таму вработените изработува фрактали на чаши,
Видна едукација организира и родендани за цртање и сликање, исто така и муминска забави организира, тоа е многу актуелно. емоции. Да. И така па се надиваме дека и овие пакети веќе наскоро ќе бидат актуелни и се надиваме дека и возрастните ќе се ухрабрат да дојдат на нашите работилници. Јас ги еден ден во неделата ќе биде наменет за нив, тоа се работилници за креативци. Генерално морав да го оставам тој назив затоа што вие не знаете и возрастни какви може да нацртаат. Инаку во мојата колишка Билјана, ќе ја спомнам, од Босна и Херцеговина, таа во клуб на пензионери цртаат многу убаво фрактали. Браво. Низ Македонија имаме многу клубови на пензионери, па има јавен повик за соработка со клубовите на пензионери, каде што верувам дека ќе се додат само еден убав сегмент да биде едно убаво културно дружење, каде што и емоциите на овие лица ќе дојдат до поинаков израз и креативно ќе се оплеменат, можеби, ќе отворат еден нов хоризонт. Не знаеме некој во минатото. Да, секогаш е тоа така, да. Јас моите блиски не сакаат многу да цртаат, што се во околината возрастни. Меѓутоа ги охрабрувам сите возрастни мислам да се оствари некој од претставителите на Сдруженијата на пензионери може да ме контактира, да се оствари соработка со нив, затоа што верувајте сите сакаат да се дружат покрај цртањето. И многу убави цртежи од генерација од 60 години до 70, вие верувајте никогаш цртаат и побаво од младинци, од тинејџери, од деца. Анисија, кој е вашето хоби? Покрај тоа што сте денеска, како вие се опуштате и како младите денеска се дружат? Бидејќи од кате го осозна понешто, таа го има како свое секојдневие, но како е вашето секојдневие и реалност? Јас сум многу среќна и многу задоволна што овие активности покрај учењето, ангажманот, патувањата и слично оставаат навистина еден убав дел слободно време, првенствено за дружба со колегите, со пријателите и слично, понатака нормално и за спорт, рекреација и слично. Јас до скоро време компетитивно се надпреварував по танц. Одлично, тоа не е хоби, кога има компетитивност, не е веќе хоби. Така, мислам дека кога ќе се спори корисното со убавото, веќе навистина е нешто што ќе не исполнува. Така што тоа беше една активност која што навистина ме Како танц практикувавте? Хип-хоп, модерен, балет? Сработи за латино танц. Одлично. Кој што така со години, 13 години го практикував. Тоа е веќе навистина долги години од ваши... Од околу 6 години. Браво. Но сум многу среќна што во Македонија е навистина застапен спортот, особено и спортот во природа, како што е например планинарството, што сметам дека е многу лесно да биде хоби на секој еден млад човек, за едноставно да биде активен. Вела дека за хобито ни требаат многу финанси, но планинарењето како е бесплатно и достапно за сите кои сакаат природата. Така, да се вратиме на факултетите, зборувавме со Кате и позади камерите. Имаме нешто заедничко, сме завршиле на правен факултет, па имаме сите различни искуства. Александра, ти на некој друг? Соседен на филозофски. На филозофски, но тука се. Во истиот двор сме била. Во истиот двор. Колку, ева, нека биде ова прашање до сите нас, колку праксата помага и колку постои праксата во државните факултети за потоа веќе да бидат спремни студентите кои ќе излезат нели од факултетот. Теоријата е едно. Ја завршив на правен факултет студии по новинарство. Ката, не знам кој смер го имаше. Управен смер ја завршив на правен факултет. Така? Да. И Анисија правни науки. Правните науки сега и кривичното право. Кога бевме да снимаме на правен факултет, сега има и уште еден односи со јавност смер. Да. И веќе имаат една просторија каде што идните новинари или оние кои што сакаат да се занимаваат со новинарството, може подкастот да прават на факултетот. Да, тоа многу убав напредок, што со други смерови Анисија барем направен, какво е твоето искуство, има ли пракса? Така, секако праксата е мајката на знаењето, на вистинското знаење. Така што секој еден факултет мора да се труди на било каков начин да им обезбеди на своите студенти пракса. Конкретно можам да зборувам за правниот факултет. За смерот на правни науки, каде што најпрво ни е законска обврска да се посетува еден вид на пракса на крајот на
високото образование, значи по завршување на мастер студиите, од 1 година. Тоа е како еден општ услов за полагање на правосуден испит, но во меѓувреме гледам дека и моите колеги студенти навистина се трудат особено во летните месеци да добијат некаква пракса, било да е тоа во адвокатски друштва, фирми или пак да речеме на владини организации и слично. Сметам дека праксата е навистина важен, ако не и најважен дел од образованието, секако на еден правник. И јас сум на мислење дека правниот факултет не учи како да мислиме како правници, додека пак праксата понатаму не учи како да делуваме како правници. Многу често се случува студентите да кажат, па добро, нели праксата во реалниот живот како правник е многу поразлично од тоа што го учиме на факултет, и тоа може би е точно во овој момент, нели, може да се особено во Македонија. Особено во Македонија, мислам дека навистина учебниците и сите останати алатки кои што ги користиме на факултет може да бидат понови и во текст со досегашните промени. Но од друга страна, кога ќе спомнат дека навистина се разликува праксата во реалниот живот и тоа што го учиме на факултет, сметам дека тоа се должи и на моментот што факултетот не учи како да мислиме. Сметам дека правната логика е нешто што во Македонија може да биде и на повисоко ниво меѓу правниците и дека треба да се развива повеќе. Колку ова зависи од професорите. Јас јавно сакам да се поздравам, благодарам Бисерче што не наврати на времето додека студиравме на студентскиот живот, професорката Маја Гировска-Митев, која во тоа време се залагаше за секој од нас студентите, барем оние кои бевме со висок просек, да заминеме на локација на пракса во институција која е соодветна за имплементирање на нашето знаење во идно време. Министерство за труд и социјална политика, до владата на Република Македонија, која тогаш ги отвори вратите, колку е потребен и колку зависи од професор во рамките на еден универзитет, колку еден ја прави промената? Сметам дека многу зависи од професорите, особено на општествените науки, каде што професорите се тие кои што треба да ни ја доближат и таа реалност за која што зборувавме во студентските клупи. Кој професор најгласно се бори? Кажете го името и презимето, бидејќи најчесто е, барем во моја, има секогаш еден кој секогаш така. Сметам дека особено на правен факултет има доста професори кои што навистина се ангажираат за студентите. Политички коректен одговор. Морав на почеток да го споменам тоа, бидејќи навистина постои. Но тука еве и од моето лично искуство ќе го изведам и професорот Љупчо Стојковски, кој што се зазема за нас на надпреварот во Вашингтон, професорот Тони Десковски, кој што постојано во негови зборови учел како да предава од познатиот професор Маријановиќ по кривично право. Така што има навистина на голема листа на професори на правен факултет кои што се многу заангажирани, како и професорот Александар Стојков по економика. Ете еден предмет кој што е така поврзан со правото, но на многу студенти по право им се чини малку подалечен. Така. Колку се менува интересот и колку се намалува бројот на интерес кај за правниот факултет, за жал? Ако паметиме, еве 90-тите како бил интересот за правен факултет, да денеска имаме навистина многу помали генерации. Дали општеството, имплементацијата на правото на еден поразличен начин, што вие споменавте, прави да студентите го немаат интересот за правниот факултет? Така, кога ќе видиме дека, како што спомнавте, во 90-тите навистина имало генерации и генерации на се бараше место повеќе за правен. Да, се сеќавам дека ми зборува и пред да се запишам на правен, во порано дека била генерација од 800-900 студенти. Да, што на нас сега, што сме запишани на правниот факултет, ние навистина незамисливо. Ние сме една генерација од, ако не се лажам, 200 студенти, што е драстично помалку од тоа како било претходно. Но сметам дека за тоа има навистина логично објаснување. Пред се
порастот на дигитализацијата, порастот на вештачката интелигенција и слично, што во изминатите години забележуваме тренд на запишување на информатичките науки. Така. Но новинарството имаме само 1 или 2 студенти. Многу малку студенти. За жал, новинарството е, особено и вие знаете дека вие сте тие кои што секојдневно на граѓаните им ги доближувате случувањата и информациите. Така што доколку немаме квалитетно новинарство, им оставаме огромен простор за погрешни информации, лажни информации и дезинформирање на граѓаните. Како општествени науки, навистина во Македонија играат огромна улога, но сметам дека и студентите, тука има уште една причина зошто студентите не го одбираат правниот факултет во последно време, односно во последните повеќе години. Тоа би било поради тоа што тие најчесто гледаат да се иселат од државата, за жал. И сега правниот факултет, доколку се заврши, особено на правни науки, можете да практицирате само право во Македонија. Така што мислам дека голем број од студентите тоа го гледаат како едно ограничување. Но сметам дека не е така, сметам дека вратите во меѓународните институции, Обединети нации, НАТО и слично, се отворени и треба да бидат многу поотворени за младите од Македонија, особено како една членка на Европската унија. И од друга страна, секогаш постои акредитација и прифаќање на дипломата, па младите може да работат и во странство со македонска диплома. Така. Го споменавте иселувањето, која е горлива тема и секој пат некако го отвараме како проблематика во нашата утринска. Како млад човек кој остана тука, да делува, да остава свој општествен печат, зашто вие останавте и која е пораката на сите млади кои имаат на ум да одберат нова дестинација за свое живење и делување? Така, иселувањето навистина е огромен проблем, првенствено за државата, понатаму секако и за семејствата на тие студенти кои што одлучуваат да го одберат еден тежок пат да студираат сами во странство. Сепак во моментов јас одлучив моето образование и на мастер студиите да го продолжам во Македонија, поради тоа што сметам дека правниот факултет нуди квалитет и нуди искуство за понатамошна работа. Но навистина можам да ги разберам студентите кои што можеби размислувале да живеат во странство и да работат во странство, но пред се сметам дека тоа што ќе го работат и ќе го учат во странство треба да го донесат назад во Македонија. И мене ми е тоа една примерна цел кога и да одам на некоја конференција во странство или било каков престој, тоа што ќе го научам надвор да го донесам дома, бидејќи едноставно не би можеле да се подобриме и ние како општество ако пред се младите не се иселат во потрага по подобри услови, а тие кои што се враќаат не го донесат со себе знаењето кое не е потребно. Убав и позитивен став имаш, и така треба да продолжиш. Но колку пријатели имате надвор од Македонија, Аниси? Многу, за жал, и мојот најдобар пријател студира во Словенија. Пред неколку години одлучи да направи таков чекор во образованието, за кој што го поддржувам, навистина се работи за квалитетна образовна институција, но сепак се надевам дека и тој и останатите мои пријатели и врсници ќе се вратат во Македонија. Но ги разбирам, поради тоа што во Македонија влада еден таков систем каде што младите може би одлучуваат да се замислат. Кате, колку вие имате блиски кои се надвор од границите? По моето семејство повеќето се надвор од државата, во Шведска, во Англија, во Америка, така да многу мал дел од моето семејство остана до Македонија. И сите веќе имаме некој кој што знаеме или близо, кој што е заминат во странство, преселен, така што веќе тоа станува дури моето дете размислува своите студии да ги продолжи во странство. Кога вика сме кај фракталното цртање, да ги погледнеме кати фотографиите кои што ни ги испрати, да ги зборуваме за убавите работи. Да ги прокоментираме, да видат и гледачите. Ова се фотографии од последниот камп во Битуша, цртаа децата со затворени очи. Летен камп по вероучение во природа. Ова со затворени очи го нацртаа? Да, со затворени. Браво. Ова со згради, дрвја, палми. Овие цртаа, приметив дека цртаа природата, затоа што во скитот горе е црквата Свети Кирил и Методи и самото одмаралиште, па беа инспирирани повеќето од природата.
Браво. И такви цртежи направија, да. Многу убави цртежи. Многу убаво. Живописни. Живописни. Па и Природата природата самото горе. по себе е живописно. Да, природата горе е прекрасна. Супер. Да. Убави Многу цртежи. убави цртежи. Ова е мојот прв правителен цртеж и последниот. Значи, состојбата 2024 февруари до 2025 година е последен фрактелен нацртане. Гледате како бил хаотичен првиот цртеж, вториот е веќе складен. Овој цртеж е земен кај мојата професорка за пример на низините едукации од состојбата претходни, состојбата сега. Да. Да, инаку ова е последниот моето гостување во Витуше со децата, каде што ова се честитките што ги правевме, изработка на мојот ангел чувар. Фотографиите од кампот ќе бидат дозволени откако ќе се објават видеата со благослов од отецот Партени и Бигорски манастир. Ова е мој дел од малото гостување и тогаш на сајтот на Бигорски ќе може да ги видите сите видеа што беа снимани и самото присуство на децата. После секој камп имаме ние една девојка што снима и слика и може да се видат искуствата од децата како се поминуваат. Ќе организираат повторно, веќе уствари нема ни време. Уште еден камп сега е во тек, од вчера е започнат и со тоа завршуваат 6 смени во Битуше од летниот камп по вероучение. Така. Ова е едно девојче ке мине на работилница, цртаме фрактали на камења во моите простори на ведра едукација. Значи не мора само на лист. Да, ова беше хит лани работилница, цртаме фрактали на камења, одбрав бели затоа што така полесно е да убави форми да се. Инаку почнавме со камења собрани од море, меѓутоа јас малце естет по природа и сакам да се изразат и што поинтересно да видим. Ова е Мика дојде со својата мајка, мајката цртеше фрактален цртеж и беше предизвик. И така интересно е. Ќе биде многу подобро сега кога ќе се приселат работилниците во училиштата и градинките, затоа што ќе допре до своите децата, ќе може да бидат по видер едукација да допре до поширока публика. Така. Што и тоа е мојата цел за 2 години постоење, тоа ќе биде одлична можност. Така. Ова е интересна техника, квилинг се вика, срма се вика фактички од хартија. Правевме форма со бел фломастер и внатре виткавме колаж и се со цел да се добијат форми. Работилниците како филигран. Да, како филигран, потоа излегуваат многу убави честитки кои што децата може да си ги врамат. Потоа на секој пракса беше на секоја работилница да се даде, им давам јас како потврди за учество и по некој подарок што е мотив повеќе за децата. Инаку тие потврдите се изработени од едно мое графичко студио кај што ги работам со фрактали. Посебно давам за возрастните, посебно за децата, што за нив е тоа големо интересно искуство. Инаку ведра едукација има своји соработници. Ова е во училиштето Јахја Кемал, на контактна табла цртаме со затворени очи. Фрактален цртеж, одлично прифатена, во 3 оделенија беше спроведена, во 2 и во 3 оделенија и во албанска паралелка исто. Учителката инсистираше, одлично поминавме. Ова е на почетоците на ведра едукација, октомври 2024 година. Така. И приубаво си поминавме. Ова е една од последните работилници зимата во училиштето Киро Глигоров, на Пукана наставничка. Во прво оделение цртавме со затворени очи и децата направија одлични цртежи. Сега кога бевме на кампот, братчето си ги позна сестричките и братчето кои што присуствувале на работилницата и рече: "О, вие сте цртали кај моето братче и сестричка." Одлични цртежи направија, одлично се изразија во училиштето Киро Глигоров. И не знам како да ви кажам, работата со деца облагородува. Јас се враќам фактички на моите почетоци. Од градинка, работа со деца, работа со креативци. Она што највеќе, ова е од последниот тимбилдинг, што ви кажав. Видер едукација организира тимбилдинзи. Цртаме фрактали на чаша во една компанија бев повикана, персонал програмел на Пукана. И вработените направија одлични фрактали. Убаво се дружевме, беше по повод празникот 8 март и секоја жена си ја зема својата чаша дома. Браво. Се работеше со бои за стакло, си со цел да остане фракталот на чашата, потоа си ги користе, имаше мала закуска после тоа, али после јас ја префрлив тие работилници во моите простори, затоа што се бараат многу.
под септември повторно се враќаме. 8 март и како брзо ќе дојде, така да 2027 Да, верувам еве од сега може да ви се обратат за добра идеја и организација на нешто интересно и различно. Сами да си го создадат подарокот. Па така е, да, тоа инсистирам, не само јас ги поканувам и не само жените, него и припадниците на посилниот пол да дојдат на моите работилници, а имаме Мажете такви. некако помалку се охрабруваат. Зошто е тоа така, Кат? Па не знам, се тоа никако до некоја суеверија да се каже или дека не треба да доаѓаат. Јас имав една лани работилница, таткото со мајката дојде, имаа близнаци и таткото толку беше заинтересиран за фракталното цртање. Сакаше да ги види моите цртежи. Јас му покажав дека фракталното цртање е многу интересна техника. Сега нацртаме фрактали на чаша, дојде едно момче што стварно сакаше да црта на фрактали. Така да јас и на мојиве дома им имам дадено, некои не ги завршија цртежите. Не знам зошто, мислам го нацртаа цртежот, почна да го бојат, обично вика дека мажите немаат трпение, меѓутоа кај мене се покажало спротивното. И ги охрабрувам да дојдат на работилници. Еве сега фудбал во позадина? Да, еве на пример во компаниите може да ме повикаат кај што има вработени. Јас секогаш се прилагодува видеоедукација на тимата што вработените сакаат да ја цртаат. И тоа е одлична можност за емоционално изразување на вработените во компаниите, затоа што сите на работа трпиме некој вид на стрес, така да ова е одлична можност за опуштање. Така. Нека биде апелето и за мажите да доаѓаат на работилници. Да. Да ги видим на фотографиите и на Нисија. Има многу интересни фотографии. Ќе кажеме кои ќе стигнат интересните фотографии. За почеток ова е фотографија направена во Федералното министерство во Берлин на конференција на Европската мрежа за одржлив развој, каде што зборувавме за голем број теми од поглед на одржливоста, но при тоа искористив можноста да на таа конференција представам и анализата на закони и подзаконски акти поврзани со младите, која што како организација ОДАС ја направивме истата таа година. Голем дел од учесниците на конференцијата беа заинтересирани за младинската регулатива во Македонија, чисто да видат нели како се применуваат тие работи кај нас и да ги споредиме едни со други. На конференцијата исто така зборувавме за термин кој што навистина многу мене ми се допаѓа, но се нарекува spillovers, односно прелевање. Изборувавме за тоа како ефектите од една индустрија, ефектите од една гранка се прелеваат и во другите и на тој начин може да имаат позитивни и негативни влијанија врз истата. Како таква, ета тука можеме во Македонија да приметиме дека имаме такви spillovers, односно прелевања, што значи дека доколку инвестираме повеќе во образованието, тоа на истиот начин ќе се прелее и во другите сектори. Може понатаму да си одат фотографиите, слушнавме за оваа фотографија. Ова е фотографија направена на европските рунди на меѓународниот надпревар Филип Си Джесоп. На сликата се гледаме ние како тим од 4 студенти по право, 2 менторки и професорот, кој што не подготвуваше за надпреварот. Можам да кажам дека прв пат се сретнавме со како навистина изгледа надпреварот токму на европските рунди во Букурешт. Со најголем дел од колегите со кои што се запознавме во Букурешт на европските рунди, понатаму се видовме и на светските рунди во САД. Така што тоа беше едно многу убаво првично искуство за тоа како би изгледало големото финале во САД. Истите пријателства што ги направивме таму продолжија многу подалеку и многу подоцна од надпреварот. Така што со огромен дел од тие колеги до ден денес сме во контакт. Следна фотографија. Ова е можеби ова е малку поинтересно е надвор од секојдневните професионални младински ангажмани, да ги кажам. На сликата се гледа Медо, нашето трето мало мече, кое што како семејство го спасивме. За жал беше најден глув во дивина, ако не се лажам, во близина на Битола. Каде што одредени луѓе не знаејќи каде да се обратат и што да направат, а знаејќи дека нашите зоолошки, особено во тој период, беа навистина преполни
и немаа капацитети, а во Македонија за жал не располагаме со резервати за животни. Ни се обратија на нас. Моите родители со задоволство го примија како уште еден член од семејството и можам да кажам дека ета така продолжи да живее со нас баш како член на семејството. Значи беше навистина питом, се дружеше со нас. Во текот на денот си го поминуваше денот во двор заедно со кучињата и останатите животни. Што имате по дома меч? Да, многу е лесно лаба го кажат. Има по дома меча си чувам. Некој чува куча, мача, ни си меча чува. Многу често не верува кога ќе кажавме, но ете едноставно се работеше за љубов и за начин да се помогне на дивите животни. Се уште е со вас Медо? За жал или за среќа да кажам, Медо не е со нас. Веќе Медо е во резерват. За жал не е тој резерват во Македонија, затоа и кажав дека ми е жал. Која локација? Медо е во Бугарија, сместен во резерват. Тој е еден од најблиските резервати кои што можевме да ги најдеме за евентуално да имаме можност да го посетиме некогаш. Секоја чест на организацијата и на иницијативата што сте ја дале за животно кое што е условно кажано не е загрозен вид, но е вид во Македонија за кој што заштитен вид е во Македонија, мечките се заштитен вид и баш и во оваа можност би апелирала да мечките не се ловат и доколку се најде повредена или оставено мало мече, прво да се провери дали мајката е во близина, доколку не е тоа да се пријави на надлежните служби. Секоја честа ни се за примерот кој што ни го споделите. Продолжуваме со фотографиите. Така, во следната фотографија, ова е направена како дел од мојот мандат како младински делегат во Обединетите нации. Се работи за конференција која што настан кој што го одржавме, односно средба со институции млади, каде што целта беше пред се да се слушнат, односно представниците од институциите да ги слушнат ставовите на младите, одблиску, лице в лице, да си кажат едни на други од една страна кои се проблемите, од друга страна кои се предложените решенија од таа страна. На сликата се гледаат и представници од Обединетите нации кои што на еден начин беа тука како медиатор. Би можело да се каже, така. На сликата тука се гледа еден од многуте состаноци кои што ги правевме во владата на Република Македонија. Значи во текот на се разбира тука се поминати менување на влади, на состави на влада, но тоа на нас не ни било никаков проблем кога се работело за искажување на проблемите и предизвиците на младите. Па и во оваа прилика, апелирам институциите да бидат отворени кон младите, истите да ги слушаат и да слушнат што имаат да кажат. Се враќаме на Медо. Да. Како си ужива кај вас во двор? Да, Медо беше навистина, како и другите животни кои што ги чувавме, навистина слободни во своето движење низ дворот. Колку соседите беа слободни во... За среќа немаме многу соседи во близина, значи... Во кој дел на градот сте, мисија? Во општина Бутал, но во местото каде што ние живееме нема соседи, би рекла. Така да немавте проблем? Немаше никаков проблем, да. Значи, ниту за мечките, ниту пак за лисиците, волците и останатите диви животни. И тоа ли чувате? Да. Некако доаѓа во тројки. Се случи да имаме 3 мечки, 3 лисици и 3 волци. Меѓу другото, тука се коњ, магара, голем број на птици различни, значи од папагале до јастреби. Треба да ве посетиме во вашиот двор, емисија, за да го споделиме. Да, ово како реална приказа да го споделиме, бидејќи надреално делува. Навистина е, мислам дека е привилегија да се расте во дом и во двор толку исполнет со љубов. Секоја чест за вашите родители пред се и за љубовта која даруваат. Од нив потекнува тоа, да. А сега си уште имате некои дивите животни или нема во моментов? Во моментов за жал не, но сепак остануваат моите амбиции да се продолжи работата на моите родители. Но доколку имаме нова приказна на спасување, во секој случај ќе ве контактирам. Се сеќавам во еден момент имавме 81 единка од животни во еден момент во нашиот двор, така што беше навистина раздвижено домаќинство. Браво.
Браво. Повеќе дури од Интересно Солошка градина во Да. некои моменти. Да. Секогаш ќе дојдеме да ве посетиме, кога ќе имате следни други диви животни, а тука благодарам. останува да ви се заблагодариме. Като особено на тебе што ни покажа што е фрактално цртање во живо, видовме, направивме една вежба да кажеме и верувам дека и гледачите ја запомнија и ќе можат и тие самите да направат, да се опуштат и да се релаксираат. Ќе ве посетиме и во наму каде што ве се и вашите канцелари. Благодарам што ли дојдовте. Благодарам и на вас за поканата. Оваа можност ќе искористам да ги повикам моите следбеници, сите што ме гледаат. Од септември месец се уписите во Ведра едукација, веќе течат уписите во Ведра едукација, но и да ги искористат оваа можност да ме повикаат на тимбилдинг, да прославиме роден ден со некое дете, со некоја невеста, момински забави. И така, За тоа е. сите убави поводи. За сите убави поводи и за се што следи во периодот. А ние сега вам ви благодарам за гостувањето. Бидете и натаму гласни во делот на младите, да се остварат сите очекувања, потреби и замисли на идните млади и секако со она што е ваше хоби, условно кажање, на спасување на сите оние миленици кои што биле дел од вашиот дом. Така ви благодарам многу за поканата и прекрасната атмосфера, како и можност ета утрински да се поразговараме на вистина убави теми.